Тројца членови на велосипедското здружение Маркови Точакџи од Прилеп, Филип Илиовски, Владко Крстевски и Христијан Мојсовски направија неверојатен подвиг поминувајќи над 1800 километри од Циришкото езеро до Прилеп за само 2 недели. За овие 14 дена поминаа низ 7 држави и како што велат низ сите временски услови. Начекале снег на Алпите, па се до пеколни горештини подолу на Балканот. На планинскиот премен Плетвар ги пречекаа другите членови од здруженијето. Па на интересни беа најтешките, преку Алпите, преку Флуела пас, тие Опен пас најтешките. Имаше и снег горе беа, имаше и други рамнини из Хрватска, доста тешки по 170-180 километри, беа многу досадни, ама долги. Имаше секакви ситуации, досадни кризи во екипата, ама се поминавме. Временските услови? Временските услови, сите временски услови, сите временски годишни времиња ги поминавме. Од 7 степени во Словенија, ладно време, дожд преку цел ден, една етапа 150 км, не врнеше дожд, 160 км само ветар в гради, до пеколни жештини од Србија наваму до 40 степени. Како ги издржавте овие денови на вистина пеколни жештини владеат? Само со волја, и решителност и упорност кон целта. Во кој период од денот возевте на? Па првично не стартувавме толку рано, затоа што беше многу ладно, утрата беа ладни. А од Хрватска наваму можам да кажам, пошто почнаа големите жештини како што идеше од 5 па од 4, последен денеска од 3,5 сата на Сабајле. Просек денот по колку часови се вози и колку километри просечно? Просечно од 7 до 9 часа возевме дневно, од 120 до 180 км, значи околу 140 во просек. Се уште под големи импресии, велат дека поради големата тежина на подвигот поминале низ различни емоционални кризи. Имало и солзи, и радост, и смеа, но на крај победила упорноста и желбата да се помине оваа дестинација за која што се подготвувале цели 4 години. Што да кажам, јас сум првиот плепченец на Флуела пас што го истуркав точеко. Значи не толку мене. Значи другото супер беше се, имаше плачење, имаше возбуда, имаше забава. Сите годишни времена ги видовме. Човек кој ќе замисли нешто, кој ќе има некоја цел во животот, мора да ја оствари. Така и тура беше планирано пред 4 години и е на ден денешен видно нештото. Имаше тешки моменти, убави моменти, ладно време, дожд и така натаму. Илиовски, Крстевски, Мојсовски се првите плепчани кои што на велосипед ја поминаа оваа дестинација, а можеби едни од ретките македонци.